Кратки најави за денешниот дневник. Летово треба да започне изградбата на првата катна гаража во Охрид. Компанијата Питон стана концесионер на риболовна зона Воска за стопански риболов и на ревир Охридско езеро за рекреативен. Нема застареност на делото за аудито на Мерко. Туристичките потенцијали на Охрид и Македонија презентирани на туристичкиот саем во Берлин. Турција ќе гради ѕид по границата со Грција. Да ја погледнеме временската прогноза, а по неа ќе започнеме со денешниот дневник. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 14 степени Целзиусови, што е над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и студено време. Во четврток над стариот континент ќе има доминација на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево и надпросечно топло време за овој период од годината. Локално на Пиринејскиот полуостров ќе превладува нестабилно и свежо време со локални врнежи од дожд, а во крајните северни и североисточни предели со врнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува сончево и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 23 степени. Во Македонија во четврток студено утро со утрински температури кои што ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од -5 до 3 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од месец март. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 12 до 22 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и со максимална дневна температура до 16 степени. Во недела ќе имаме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 4 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 17 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Летово треба да започне изградбата на првата катна гаража во Охрид. Очекувањата се летната сезона идната година градот да ја дочека порелаксирано, барем што се однесува до хаосот во сообраќајот поради немање доволно јавен паркинг простор. За реализација на овој капитален проект, на кој охриѓани чекаат скоро 3 децении, локалната власт за финансии ќе аплицира на вториот владин повик за инфраструктурни инвестиции во општините. Охрид конечно ќе добие катна гаража. За овој проект општината аплицираше на вториот повик на владата за добивање на финансиски средства за инфраструктурни инвестиции. Локацијата предвидена за катната гаража е на паркинг просторот во близина на градскиот пазар на површина од 1215 метри квадратни. Катната гаража ќе има доволно паркинг места за да го намали сообраќајниот метеж во центарот на градот, особено во летниот период, вели градоначалникот Кирил Пецаков. Моментално градот располага со 600 паркинг места со кои стопанисува јавното претпријатие Билјанини извори. Бројката на возила во самата катна гаража околу 270 е многу повеќе од она што го има Охрид како потенцијал, зборувам во централното градско подрачје, вклучувајќи улицата Македонски просветители и делот Партизанска и улицата Димитар Влахов, што значи дека вистински капитален проект за охриѓани. Разликата од местото на катната гаража и чаршијата е воздушно 20 метри, значи ептен во самиот центар на градот и буквално секој на кој што ќе доаѓа првично ќе оди да паркира својот автомобил во катната гаража, доколку не после би го оптеретил центарот на градот. Немањето доволно јавен паркинг простор е еден од најголемите проблеми во Охрид. Оттаму катна гаража е ветување застапено во предизборни програми на скоро сите политички партии. Постапката за изградба на катна гаража на локација во близина на градскиот пазар беше финализирана уште во 2021 година. Беше изработена физибилити студијата, беше извршена експроприација на земјиштето и беше донесена одлука за трајно користење на земјиштето, но проектот заглави на конзерваторското мислење од Управата за заштита на културното наследство. Сега и таа пречка е надмината и охриѓани по 3 децениски најави конечно ќе ја добијат првата катна гаража. Прекрасно што Охрид ќе добие таква катна гаража. Тоа ќе биде добро за сите. Како проект е добро, али не е задоволен. Знаете вие дека на лето центаров на градов е задушен веќе. Сметаме ту ќе се намалит проблемот со гараживе, паркирање на улици едно друго. Со спратата гаража ќе се намалит овај метеж и овај хаос што е моментално, не само во Охрид, и во сиве градови на Македонија.
Според критериумите на јавниот повик од владата до општините за инфраструктурни проекти, на општина Охрид на располагање и се 7 милиони евра или 135 евра по глава на жител. За изградбата на катната гаража ќе бидат потребни околу 2,7 милиони евра. Градежните активности ќе започнат на почетокот на летово. Рокот за изградба на објектот ќе биде 1 година, а се очекува да биде пуштен во употреба пред шпицот на летната сезона идната година. Компанијата Питон е концесионер на риболовната зона Воска и рекреативната зона Охридско езеро. Компанијата Питон стана концесионер во сферата на рибарството на риболовна зона Воска за стопански риболов, која се протега од село Подмолје до Свети Јован Канео, и рекреативна зона Ревир Охридско езеро за рекреативен риболов, која го опфаќа целиот дел на Охридското езеро кој припаѓа на Република Македонија, Охрид и Струга, канало Студенчишта и сите притоки на Охридското езеро, како што се Коселска река, Велгошка река, реките Черава и Сатеска и сите нивни притоки, освен изворите кај Свети Наум и заштитените зони на езерото. Од компанијата ги известуваат сите заинтересирани за легален и законски риболов дека во текот на оваа недела ќе биде истакнат и ценовник на услугите и дозволите за риболов. Секој незаконски риболов по наведените реки и езерото ќе се санкционира по закон без исклучок, потенцираат од компанијата Питон. Судот пресече нема застареност на делото. Ке продолжи судскиот процес против градоначалникот Мирко за набавката на луксузниот автомобил. По промената на судијата, денес одново започна главната расправа. По промената на судијата одново започна главната расправа против стужкиот градоначалник Рамис Мирко за набавката на луксузниот автомобил Ауди А6. Судот пресече. Судскиот процес ке продолжи. Него прифати предлогот на одбраната за релативна застареност на делото, бидејќи настанал прекин во рокот на застарување. Апсолутна застареност на делото ке има во 2028 година. Со оглед дека веќе претходно беше донесено решение од колешката што го водеше премието дека не се прифаќа приговорот, бидејќи расправата почнува одново, јас повторно ја донесов истата одлука, бидејќи сметам дека има прекин на рокот на застареност. Од тие причини, расправата ние ја отворивме и почнавме со изведување на доказите. Во својство на сведок беше сослушана Наде Бојаджиевска од Државниот завод за ревизија, која според одбраната потврди дека во направената ревизија на општината за 2018 година нема незаконитост во постапката на набавката на возилата. Содржината на доказите не сме да се коментира пред да се заврши предметот. Меѓутоа, кога се ќе биде завршени доказите, ќе бидат изведени, ќе дојде редот да се донесе пресуда, јас ќе дадам и образложение јавно на пресудата и ќе се осврнам на сите решавачки факти што биле означени за мојата одлука. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал го гони стужкиот градоначалник за злоупотреба на службената положба, бидејќи спротивно на начелата на законитост, кога општината имала неподмирени долгови и блокирана жиросметка, набавил 4 моторни возила со вкупна вредност од околу 114.000 евра, со што го оштетил буџетот. Судскиот процес за поставувањето на спомен плочата, кој требаше да се одржи денеска, беше одложен поради здравствени причини на обвинителот. Туристичката понуда на Охрид и Македонија се презентира на меѓународната туристичка берза во Берлин. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со рекорден број коегзибитори учествува на интернационалната туристичка берза ИТП Берлин, која се одржува од 4 до 6 март. На најголемиот саем за патување, иновации, знаење и инспирација за поместување на туристичките граници ќе бидат промовирани македонските дестинации и туристички производи кои ја прават Македонија конкурентна на туристичкиот пазар. Со својата единствена разновидност и учество на 190 земји и региони, со 5600 излагачи, светската туристичка берза ИТП Берлин ги отвори вратите за илјадници туристички посетители кои нудат атрактивни и иновативни туристички производи. Македонските туроператори и хотелиери со конкурентна понуда и услуги ги промовираат можностите кои ги нуди Охрид и Македонија за светските патувачи. Германскиот туристички пазар станува приоритетен, подкрепено со фактот дека туристите од Германија се во првите 5 по престој во земјава, со остварени 38.000 туристички посети и 75.000 ноќевања, со реализиран раст од 8% за 2024 година споредено со 2023. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам што не следевте.
Пријатно!